Општина Кочани конечно ја почнува постапката за решавање на сообраќајниот хаос на крстосницата од булеварот Стево Теодосиевски и улиците Димитар Влахов и Страшо Ербапче во Стришани. По повеќемесечно исчекување и возачите и пешаците ќе можат да здивнат и да се надеваат дека ќе се стави ред кај еден од главните сообраќајни излези во градот. Откако беше изработен нов сообраќајен проект, локалната самоуправа го објави јавниот повик за избор на изведувач кој треба да го изгради најавуваниот кружен тек на овој потек. Се планира за оваа намена да се потрошат над 1 милион денари од буџетската сметка. Според техничката спецификација се планира да се отстрани дел од постојниот асфалтен слој на коловозот и бетонските рабници, а да се вметне кружен тек со надворешен пречник од 27 метри, со една коловозна лента што ќе обезбеди непречено поминување на возила со максимална должина од 16,5 метри. Внатрешниот дел од кругот ќе се изработува од ПВЦ материјал во црна и жолта боја, а ќе биде поставена и нова вертикална и хоризонтална сигнализација. Рокот за пријавување на заинтересираните понудувачи е до 28 ноември, а изградбата треба да биде во период од 6 месеци од склучувањето на договорот и воведувањето во работа на избраниот изведувач. По пробивањето на втората коловозна лента и изградбата на булеварот Стево Теодосиевски се појави тесно грло на нејзиното вкрстување со улиците Димитар Влахов и Страшо Ербапче, што прерасне и во голем проблем за сите учесници во сообраќајот. Граѓаните со право секојдневно реагираат до медиумите и бараат проблемот да се реши затоа што на овој потек има голема раздвиженост, а во околината се наоѓаат 2 училишта, трговски дуќани, спортска сала и други објекти. Надлежните за сообраќај од општина Кочани информираа дека во периодот кога ќе се гради новиот кружен тек ќе има привремена измена во сообраќајниот режим на овој дел. По изградбата на новиот кружен тек, улицата Димитар Влахов ќе стане двонасочна, што ќе овозможи и почеток на изведбата на новиот јужен булеварски влез во Кочани од правец на обиколницата кон Градовци. Оранжериското производство на раноградинарски производи во текот на овој зимски период во Кочанско може да прекине, за да се намалат трошоците за работење. Најави за можен прекин на производството доаѓаат од собствениците на оранжериските комплекси, а како главни причини се наведуваат покачувањето на цените на енергенсите, како и на вештачките ѓубрива и семенскиот материјал. Со покачувањето на цената на геотермалната вода за 83%, за што одлука донесе Советот на општина Кочани на последната седница, неминовно е да поскапат и раноградинарските производи. Цената на чинење на метар кубен геотермална вода тврдам дека може да биде пониска, бидејќи во калкулацијата се ставени некои трошоци кои можеме да ги избегнеме оваа година во време на криза, туку со ова го зголемување само ќе додадеме товар на граѓаните, бидејќи ќе се качат земјоделските производи, а ќе покриваме неспособното работење во КП Водовод. На тој начин тие ќе бидат неконкурентни на пазарот, со оглед што од увоз од Турција, Албанија и Грција доаѓаат со исти или нешто пониски цени, затоа што тамошните производители поради приморската клима не користат дополнително затоплување при производството. Високите цени на струјата и на геотермалната вода се заканат целосно да го згаснат оранжериското производство во Кочанско, па и во целата држава во текот на зимата. Собствениците на оранжериите нагласуваат дека проблем е и тоа што тие се двојно оданочени за користење на геотермалните води преку тарифници на 2 министерства. Плаќаат концесија како законска обврска што произлегува при добивањето дозвола за експлоатација од Министерството за економија, а плаќаат и надоместок за користење на водата што го определува Министерството за екологија. Поради тоа, оранжериските производители бараат решавање на прашањето со увоз на раноградинарските култури, за да се спречи конкуренцијата на домашното производство и тоа да биде поисплатливо. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделците дека во тек е аплицирање за дополнителни директни плаќања за предадени градинарски и овошни култури во регистрирани преработувачки капацитети, како и за произведено предадено грозје во регистрираните капацитети за производство на вино. Корисници на дополнителните плаќања
За градинарски и овошни култури предадени во преработувачките капацитети се земјоделски стопанства кои оствареното производство го предале во капацитетите или преку еден регистриран преработувач во периодот од 26 декември минатата година до 25 декември оваа година. Висината на дополнителната финансиска поддршка изнесува 3 денари по килограм за сите градинарски и овошни култури. Корисниците на подмерката за произведено предадено грозје пак во регистрирани капацитети за производство на вино се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и оствариле производство на винско грозје од реколтата 2022 година. При тоа грозјето го предале во регистрирани капацитети за производство на вино. Висината на дополнителната финансиска поддршка изнесува 2 денари по килограм грозје. Сите земјоделци кои ги исполнуваат условите за добивање на субвенциите ќе можат да аплицираат електронски. Оние земјоделци пак кои не можат сами да се пријават за добивање на финансиската поддршка можат да се обратат за помош во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Крајниот рок за поднесување барање во врска со оваа мерка е до 25 декември годинава. Ротари клубот Кочани Виница ќе организира хуманитарен настан во рамки на овогодишното одбележување на Мовембер, месецот за подигање на свеста за машкото здравје. Активноста ќе се реализира со поддршка од општина Кочани, како дел од локалниот акцијски план за еднакви можности на жените и мажите, при што ќе се одржи донаторска театарска представа, како и едукативно предавање. Ротари клубот Кочани Виница со години наназад дава поддршка во подигањето на јавната свест за здравјето воопшто, а дел од активностите и одбележувањето на Мовембер. Во соработка со Народниот театар при Центарот за култура Ацо Шопов од Штип ќе биде прикажана театарската представа Јавна здравствена установа Европа, работена по мотиви од текст на Мирољуб Недовик, а во режија на Кристина Атанасова Арсова. Представата е закажана за петок на 25 ноември во мултикултурниот центар во Кочани. Влезницата чини 250 денари, а собраните средства ќе бидат донирани. Дополнително во рамки на овој настан ќе има и едукативно предавање за одржување на менталното здравје. Предавач ќе биде доктор Дарко Иванов, психијатар од Центарот за ментално здравје во Кочани. Членовите на Ротари клубот Кочани Виница го реализираат хуманитарниот настан во соработка со колегите од Ротари клубот Штип, а во рамки на овогодишната интернационална ротаријанска тема Imagine Rotary. Средствата што ќе се соберат од настанот ќе бидат донирани, за што од Ротари клубот Кочани Виница дополнително ќе информираат. Поради почетокот на светското првенство, фудбалските екипи во лигите во Македонија викендов ќе паузираат, но активни ќе бидат кошаркарите. Во првенството на третата кошаркарска лига Исток, викендов ќе се игра шестото коло. Екипата на Баскет Дино ќе гостува во Скопје против тимот на Младинец. По минатонеделниот висок пораз на домашен терен со 108:65 од тимот на маđари, нашите момчиња ги очекува уште еден тежок надпревар. Домакините во ова првенство играат солидно, а освојувањето на бодовите против нив за Баскет Дино ќе биде одлична можност да се остане во врвот на табелата. Нашите кошаркари во досегашниот дел од првенството имаат 4 победи и 1 пораз. Средбата со Младинец ќе се игра в недела со почеток од 14 часот во салата Македонија во Скопје. Освен во третата, ќе се играат надпреварите и во М18 лигата. Во оваа конкуренција Баскет Дино ќе биде домакин. Во Кочани ќе гостува тимот на Баскет Кам од Македонска Каменица. Средбата надпреварот ќе се одигра во спортската сала Сашо Лазарев Чапо в понеделник со почеток од 20 часот и 30 минути.